Десетици светски лидери во Вашингтон договараат што уште можат да сторат за да спречат нуклеарни материјали да дојдат во рацете на терористите. Самитот за нуклеарна безбедност доаѓа во атмосфера на растечко страхување дека екстремистичките групи ги зголемуваат напорите да дојдат до така наречена валкана бомба. Како што растат страхувањата од нуклеарен тероризам, акцијата на американскиот председател Барак Обама да ги заклучи несигурните атомски материјали низ целиот свет се чини го губи моментот и може да биде забавена за известно време. Со само уште 10 месеци на таа функција, тој треба да ги увери лидерите од 50 на земји дека треба да го завршат започнатиот проект пред неговото заминување од Белата куќа. На четвртиот самит, откако председателот Барак Обама го постави неширењето на нуклеарното оружје како клучна точка на неговата надворешна политика, не учествува Русија. Бојкотот од рускиот председател Владимир Путин, кој по се изгледа нема волја да учествува на собир во кој доминираат Соединетите држави во време на зголемени тензии меѓу Вашингтон и Москва, само ги дополнува сомневањата дека состанокот нема да има некакви поголеми резултати. Последните терористички напади во Брисел ја зголемија загриженоста дека милитантите на исламската држава би можело за цел да имаат нуклеарни централи и со тоа да дојдат до материјали за развивање радиоактивни валкани бомби. И покрај значителниот напредок што Обама го постигна во уверувањето на земјите да сторат повеќе во очувањето и редуцирањето на нуклеарните залихи, повеќето од плутониумот и избогатениот ураниум во светот останува незаштитен од кражби. Како и да е, многумина експерти велат дека се забележувало известно забавување од претходниот самит одржан во 2014 година. При тоа се наведува дека Јапонија, Индија и Пакистан почнале да подготвуваат активности за зголемување на нуклеарните залики. Во исто време, директорот на Меѓународната агенција за атомска енергија, Јукија Амано, во интервју за кинеската централна телевизија, оцени дека бил постигнат голем успех во спречувањето на нуклеарниот тероризам во изминативе 6 години. Until now, there has not been the terrorist attack. До сега немало терористички напад со употреба на нуклеарен материјал, но овој факт не треба да не ослаби од можноста терористите да употребат нуклеарен материјал во форма на валкана бомба, например. Ние треба да останеме будни и таа можност е реална. Затоа ние треба да соработуваме со цел секоја земја да го зголеми нивото на својата нуклеарна безбедност, рече Амано. Тој наведе дека Меѓународната агенција за атомска енергија за таа цел во изминативе години обучила над 10.000 луѓе и оти донирала соодветна опрема до сите земји. Амано како добар пример во борбата против нуклеарниот тероризам ја посочи се работката меѓу Соединетите држави и Кина. Само на таков начин може да се подобри безбедноста во светот, оцени тој.